Добар ден! Добре дојдовте. Почнуваме со видеата кои што ги најавивме. Знаете дека дадовме предлог за да се даваат предлози, за идеи, теми во кои правец да зборуваме. Меѓутоа, тоа што го видов вчера ме загрижи една вест и ме натера малку да го смениме концептот и повеќе додам во правец на тоа што е актуелно, односно да зборувам за пандемијата барем во првите неколку видеа, со цел да ја подобриме состојбата на општата здравствена едукација на населението кај нас. Имено тоа за кое што зборувам, а кое што вчера ме загрижи доста, денес е 11 веста од вчера, тоа беше дека има едно истражување Глобсек, кое што ја става Македонија во врвот на земји со проширени лажни информации поврзани со пандемијата. При што еден од интересните податоци кои што ги забележав е дека дури 50% од населението пројавува недоверба дури и во бројот на хоспитализирани. Значи да не зборуваме и за од каде потекнува вирусот, дали некој го создал, кој го создал, кои се последици, каква е смртност и се понатаму што е се тешко да се утврди, но дури еден обичен број на хоспитализирани лица и тоа кај нас проаѓа со одредена доза на недоверба. И тоа ме стимулираше дека мораме да разговараме за оваа тема. Целта моја нема да биде никого да убедувам, никого со сила да му ги покажуваме работите кои што можеби не сака да ги види, но мојата цел ќе биде на јасен народен јазик последните научни студии поврзани со оваа пандемија да ги покажеме, да ги објасниме, да ги доближиме до граѓаните и тие да имаат избор во што ќе веруваат. На крајот на краиштата, јас не верувам дека оваа бројка, која што ја гледаме овдека, 50% недоверба во бројот на хоспитализирани. Јас не верувам дека населението треба да го обвинуваме за тоа, не сакам ни со прст да покажувам ниту кон властите, ниту кон никого, меѓутоа сакам да кажам дека јас ова го гледам како потреба од едукација. И таа потреба едукација е присутна и тоа е моето зошто. Зошто го правам ова, зошто ќе навлезам повеќе во овие податоци. Второто ќе биде на кој начин сакам да објаснам, ова е првиот дел, воведот се уште сме. На кој начин ќе го правам тоа што сега ви го најавив? Со најнови научни студии, преведени на јасен, народен, разбирлив јазик. Значи, без убедување, повторно ќе нагласам, туку, какви се последните научни студии, излезени вчера, завчера, минатата недела, минатиот месец, по однос на последната пандемија која што не затекна. И тие податоци, јас ги преведувам пред се разбира, и ги преведувам уште еднаш со тоа што ги сведувам од научен на разбирлив народен јазик и како таков ги сервирам на македонската јавност, при што ќе користам за како ќе го правам тоа извадоци, цитати од студиите, потребни до објаснување таму кај што треба да дадам, но без лични ставови. И тоа е моментот кој што сакам да го нагласам. Значи, јас ќе правам сумирање на тоа што е науката, ќе го преведувам на разбирлив јазик и како таков ќе го доближувам до вас. Ретко, затоа ставам смајли, ретко ќе изразувам и собствени ставови. Меѓутоа, кога ќе го правам тоа, јасно ќе нагласам дека ова сега кое што го кажувам е мој личен став. Тоа беше воведот за денешното видео. Значи, што ме натера да зборувам на темата за пандемијата? Тоа е ова истражување од вчера кое што покажа дека постои голема недоверба. Ќе го правам тоа на разбирлив начин, преведувајќи најнови научни студии и преку конкретни цитати, што е тоа што е откриено во светот, ќе го доближувам до вас. Тоа е значи почетниот дел. Сега интересно е тоа што го одбрав за прва тема и зошто сметам дека токму тоа треба да биде првата тема. Има нешто што се нарекува доза на вирусот или со колкава доза ние ќе се бидеме соочени. Медицински, без да навлегувам многу во вакви термини, тоа се нарекува инокулум. Значи, не е сеедно дали вие ќе се заразите со вирус со мала доза или со голема доза. Некој ќе рече, да, тоа вака и логично делува, меѓутоа во медицината и во медицинската наука вие не можете на нешто што само логично ви делува да се потпрете. Морате да го истражите, морате во научни студии тоа да се докаже, бидејќи не можеме во медицината да се водиме во тоа така што ми звучи мене логично. Оти на некој едно ќе му звучи логично, на друго ќе му звучи логично. Не, ние мораме да се повикаме на научните студии и точно да видиме што е доказот, што е вистината во конкретниот случај. И затоа се враќам на темата, тоа е
што е важно, значи зборуваме за тоа што е инокулум, односно така се нарекува таа доза која што првично ја зема пациентот и преку која што почнува цела приказна. При што веќе има многу научни студии кои што го покажуваат следново, и тоа најмногу сакам да го истакнам, тоа е дека мала доза може да води најчесто кон асимптоматски случаи или доколку се појават симптомите може да бидат многу лесни. И на крајот од денешното видео ќе одговорам на прашањето зошто се намалува смртноста глобално, зошто постои еден таков тренд. Впрочем, мене ми е важно да го истакнам овој момент дека малата доза може да води кон сосема лесен случај или целосно асимптоматски случај, бидејќи тоа објаснува како се однесуваме, зошто носиме маски и ќе навлезам токму во тој дел објаснувајќи таа логика. Или, пред да влезам во деталите во 3 научни студии кои што сакам денеска да ги презентирам, да го преведам уште повеќе на народен јазик, кој што вели дека ако вирусот го гледаме како отров, тогаш мала доза вирус, нели едно капаче, ако го испиеме едно капаче отров, да речеме, е многу полесно ако го земеме, отколку цела чаша или цело шише. Така што врз основа на таа логика одиме во деталите. Според Центарот за заштита од болести во Соединетите Американски држави, главната улога на носењето маски е да ги заштити луѓето околу нас. Особено ако не покажуваме симптоми. Значи гледаме која е главната логика. Не е главната, некој можеби ќе рече главната логика е дека сами да се заштитиме. Во тоа ќе навлезам. Меѓутоа главната улога на носењето маски е да ги заштити луѓето околу нас и тука е битниот момент, особено ако не покажувате симптоми. Зошто? Заради тоа што се знае сега веќе дека можно е и ден и два однапред, пред воопшто да покажете било каков симптом, без воопшто да се свесни, вие да ја пренесете болеста на членовите на семејството, на членовите на работниот колектив, на пријатели и така натаму. Затоа е важен тој момент на носење маска и без да сме свесни дека нешто не е во ред. Но, покрај заштитата на другите, доаѓа моментот на заштитата на самите себе. Впрочем, веќе неколку месеци наназад, науката го почнува да го докажува тој момент, а тоа е следното дека. И насловите на научните студии ќе ги оставам во оригинал, макар и да се на англиски. Во коментари кај видеото, под видеото подолу ќе ги оставам линкот, каде што ќе можете да кликнете и да отидете директно на самата научна студија, која што вели дека намалувањето на тој инокулум, на таа почетна доза, како што го спомнав, всушност го заштитува носителот на маската. И заклучокот на овој автор е дека носењето маска значи многу помала веројатност за тешка форма на COVID-19. Впрочем, ова е научен труд од професор Моника Ганди од Сан Франциско General Hospital, која што еве каде оригинално е објавен во theconversation.com, каде што е оригинално објавена студијата и таму можете да ја посетите и да видите, каде што објаснува како носењето маски значи дека, тука е многу интересен момент, не вели таа, ниту останатите што го проучуваат тоа, дека тоа може да води кон 100% заштитување или 100% заштита. Значи, носењето маска не значи автоматски 100% заштита, но дури и ако дојдете во контакт со вирусот и при тоа земете помала доза благодарение на маската, тоа може да води кон, доказот овде вели дека тоа може да води кон полесна форма на болест или воопшто да немате симптоми. Тоа е тој силен доказ кој што вели дека луѓето може и многу полесно да поминат, макар и да го фатат вирусот, само ако носеле маска. Еве го тие докази понатаму продолжуваат, да, одат во следниот правец, тоа е втората студија која што сакав, исто ќе го оставам линкот под видеото во коментари. Некои капки нема да поменат, велат. Значи, не да се фокусираме на тоа, нели имаше коментари, маската, некои капки ќе поминеле, некои нема да поминеле. Суштината да се фокусираме на доброто, на тоа дека некои капки ќе бидат задржани, тоа со сигурност го знаеме. А де факто штом некои капки ќе бидат задржани, тоа води кон
веројатност за полесна болест. Значи, маската блокира и капки и аеросоли. Колку повеќе слоеви, толку подобро. Имаше некои слики се ширеа кои што се прикажуваше демек вака е широко самата ткаенина, па демек вирусот ќе поминувал, бил многу мал и ќе поминувал помеѓу самата маска. Вирусот можеби е многу мал, но најчесто вирусот оди на нешто, не оди сам. Доколку тој е доволно мал да помине низ тие пукнатини, низ тие процепи во самата маска, во ткаенината, капката која што го носи вирусот и која што може да заврши да направи белја, таа е доволно голема за да биде задржана. Тоа е нешто второ кое што сакав да го истакнам. И третиот момент кој што го објаснува ова, го поврзува со веќе и со научни студии. Значи не е само овие научни студии кои што беа во однос на маските, сега имаме и научни студии за имунитетот и имунопатологија на самите вируси. Ова е објавено во Nature Reviews Immunology. Кој следи медицинска наука знае дека е објавено во извор кој што е извонредно веродостоен. Многу е важно каде ќе биде објавена една научна студија, при што кога ќе дојдеме во тоа, вели оваа научна студија која што ја одбрав да ја одвојам, вели кога ќе дојдеме ние како поединци, како домакин на вирусот во контакт со него, настанува една интеракција, еден сооднос, при што моите карактеристики како домакин и карактеристиките на вирусот како домакин се тие главни фактори кои што ќе придонесат каква ќе биде болеста. Значи фактори од домакинот и фактори од вирусот. Дозата, целта на денешното видео, дозата и начинот на инфекција и во оваа научна студија се истакнува дека се многу важни, при што колку е повисока дозата, толку имуниот систем може да биде повеќе преплавен. Отинели уште од самиот почеток следите веројатно што се зборува. Се зборува дека проблемот многу пати кога болеста завршува фатално COVID-19 е проблемот дека самиот вирус го провоцира премногу нашиот имун систем, кој што може и премногу бурно да изреагира, така наречената цитокинска бура. И според оваа научна студија овде вели дека колку е повисока дозата, толку е поголема веројатноста нашиот имун систем да биде испровоциран и на тој начин да заврши со многу полош одговор, кој што ќе даде и потешка клиничка слика, велиме. Малата доза, и оваа научна студија докажува, објавена во Nature, малата доза дава големи шанси за лесни симптоми, ако воопшто ги има симптомите. Значи, можно е човек сепак да се зарази, носејќи ја маската, меѓутоа да помине многу полесно, токму благодарение на тоа што носел маска и што маската придонела дозата со која што тој ќе дојде во комуникација да биде многу помала. По третата и последната научна студија која што сакам да ја споделам со вас, значи тоа правиме. Споделувам научни студии, ја земам последната наука, ја преведувам и во вакви видеа помагам во едуцирањето во здравствената едукација на населението во Македонија. Зошто? Заради тоа што ние многу пати видовме видеа кои што одат во правец на збунување на населението, а многу помалку видовме видеа кои што ќе пробаат вака во детали преку научни студии да ги објаснат аргументите. Јас сум убеден дека кога на разумни луѓе ќе им бидат поставени вака доказите пред нив, убаво објаснети, убаво разграничено едно од друго, верувам дека проценката ќе биде правилна. Оваа научна студија, последната која што ја споделувам, си го поставува прашањето зошто паѓа стапката на смртност во светот од COVID-19. Првата причина за намалување на стапката на смртност е промената на демографијата на случаите, односно колку повеќе се разболува помладо население, толку е помал процентот на население кое што завршува фатално. Втората причина е подобрениот третман, значи сега веќе знаеме повеќе отколку што знаевме работи за време на првиот бран, и затоа кај вториот бран има, да речеме, подобар исход во однос на смртноста генерално. Третата причина е намалениот внес на вирусни партикли. Еве го тоа. И затоа ја одвоив повторно оваа научна студија. Ја одвоив за да го покажам пак тој момент, дека намалениот внес на вирусни партикли, или така наречен инокулум, води кон тоа да се појави намалена сериозност или поблага форма на COVID-19.
Ние ова веќе досега не ни е ново, ние ова го знаевме како наука. Впрочем, има научни студии на кои што еве тука се повикува ова научна студија која што вели овде во првиот дел, значи постојат рандомизирани студии. Тоа сака да рече дека многу сигурни извори, постојат рандомизирани студии кои што покажуваат дека носењето маски кај горно-респираторни инфекции не е само кај COVID-19, туку зборуваме и за грипот и за низа други предизвикувачи на горно-респираторни инфекции. Всушност, носењето маски го намалува создавањето на капки, но носењето маски го намалува и степенот на инхалација. Тоа што го зборевме на почетокот, заштита на тој кој што ќе биде заразен, но и конечно веќе имаме и неколку епидемиолошки студии конкретно за COVID-19 кои што не укажуваат во тој правец, кои што не укажуваат на правец дека носењето маски и дистанцата ја намалуваат сериозноста на COVID-19. Впрочем, сме во фаза кога болеста е доста расширена, се повеќе се шири, носењето маска може да значи дека дури и ако дојдеме во контакт со вирусот, да имаме помала доза и помалата доза, впрочем, да води кон полесен исход. Токму затоа и вчера ми испрати мојата сопруга една научна студија од Медскејп, објавена пред 2 дена поточно, каде што за жал се вели дека еден добар дел од медицинските лица, токму тие кои што работат со пациентите со COVID-19, односно оние кои што се изложени на потенцијално високи дози, многу често, нели, тие се меѓу нив и тука е таа изложеност на висока доза, затоа многу пати и кај лекарите за жал знае да се појави таква потешка форма на COVID-19. Од тука да сумирам, пониска доза, за да имаме што пониска доза, макар и ако налетаме на вирусот, значи носење маска, но значи и луфтирање, макар и кога воздухот не е сосема сјаен, далеко од сјаен. Меѓутоа, во автобуси, при возење со човек кој што не е од кај нас дома, нека биде малку отворен прозорот во возилото, во колата, во автобусот. Оваа зима ќе бидеме изложени малку повеќе на ладно, меѓутоа подобро е да бидеме изложени повеќе на ладно, отколку на поголем број на партикли кои што носат со себе вирус. Ова беше првото видео. Продолжуваме понатаму, ќе навлеземе во сите аспекти, ќе ги објаснуваме еден по еден преку научни студии со цел колку што можеме повеќе да едуцираме македонската јавност за сите карактеристики на оваа пандемија. Ви благодарам многу за вниманието.